Вратите на НАТО сега се отворени за Македонија, а во друга прилика можеби нема да бидат, вели демократскиот конгресмен Грегори Микс, објаснувајќи какви последици може да има одлуката на граѓаните на референдумот за промена на името. What I hope is that it's an open, free and fair election. Се надевам дека ќе биде слободен и фер референдум и дека Русија нема да се инволвира во него, како што направи во САД за да се обиде да ги наметне нејзините ставови и мислења врз македонскиот народ. Правилата на НАТО се јасни, вели тој, а македонскиот народ треба да прифати дека постои држава која е против членството во алијансата, доколку не се промени името. Тоа значи, вели конгресменот, треба да се земе предвид што се става во залог ако се гласа против и во која насока потоа ќе оди државата. Know the rules. If you think that being a part of NATO, Ако мислите дека да се биде дел од НАТО ќе се постигне напредок во трговијата и економијата, како што се случи со Бугарија, разгледајте ги сите можности и донесете најдобра одлука. Ако колективно одлучите дека не вреди да се менува името, нека тоа биде ваша одлука, ничија друга. Микс е убеден дека сојузништвото меѓу Македонија и САД ќе биде многу поцврсто, доколку двете држави бидат партнери во НАТО. I realize and know how important Macedonia and Europe is. Сваќам колку е важна Македонија и Европа за САД и за останатиот свет. Ако Македонија стане дел од НАТО, тоа ќе не направи уште поблиски. Ќе значи повеќе контакти и посети од членови на Конгресот во Македонија и обратно. Изборите имаат последици на ваков или таков начин, вели конгресменот. Народот треба да се информира и да донесе одлука, без надворешно влијание, искористувајќи ја шансата од ваков тип сценарио. Според Микс, што повеќе држави во НАТО и ЕУ, толку подобро, за да се осигура подобро утре за идните генерации, кои ќе живеат заедно, а не изолирано. НАТО нема да ги промени правилата за Македонија. Граѓаните сами треба да одлучат дали ќе ја искористат оваа шанса или не, порача конгресменот Грегори Микс. Милена Ѓоргиевска, Гласот на Америка на македонски јазик, Вашингтон.